Почитуван архиепископ Охридски и Македонски на Јустинијана Прима, почитуван епископ Антаниски, игумен на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, почитувани членови на Бигорската обител, драги пријатели. Пред 3 дена, во пресрет на овој голем ден, имав чест да го одликувам манастирот Свети Јован Крстител со државен орден за заслуги. Во име на македонските граѓани се заблагодарив за придонесот на ова култно место и тоа што тоа место го дава несебично низ вековите во негувањето на духовното и културно-историското наследство на народот и земјата на која што припаѓа. Денешниот свечен ден е прекраток за да ги опише барем главните настани од 1000-годишната историја на Бигорски, но кога за момент на овие 1000 години би гледале како на еден ден, тогаш би можеле да го видиме првиот охридски архиепископ Јован Дебранин, како го основа и осветува манастирот. Би биле сведоци на генерации верници, монаси и мирјани, како е надградуваат и одржуваат жива Бигорската обител. Би ги виделе македонските неимари, како од варовник ги зидаат овие прекрасни градби, легендарните мијаци копанишари како трпеливо го резбаат Бигорскиот иконостас, прочуените зографи, како ги сликаат познатите фрески и икони. Би биле сведоци на 1000 празнувања на Христовото раѓање и воскресение. Би виделе како манастирот прераснува во извор на духовноста, писменоста и преродбата, каде што действувале луѓе кои несомнено биле далеку пред своето време. Кирил Печиновиќ, Јоаким Крчовски, Анатолиј Партени Зографски и браќата Миладиновци. Почитувани, за жал, би биле сведоци и на големи премрежија и несреќи. Низ вековите, Бигорскиот манастир преживеал прогони, пожари и војни, но и надживеал империи, држави и идеологии. На моменти бил и затворен, но никогаш не бил заборавен и избришан од меморијата на луѓето. По секоја несреќа, монасите заедно со народот го обновувале ова светилиште, достигнувајќи нови духовни и уметнички височини. Дури и ваквиот, сосема краток приказ на долгата манастирска историја, неминовно го наметнува прашањето како овој храм на спокојот и на убавината успеал да ги преброди сите овие бури. Ова прашање, а уште повеќе одговорот на него, се особено важни и за нашиот денешен современ контекст. Економските, социјалните, безбедносните и еколошките кризи со кои се соочува човештвото многу кратно се зголемија по интензитет, по својата сложеност и влијание. Пандемијата само ги умножи проблемите. Глобалните процеси и турбуленции влијаат и врз нашето секојдневие. Понекогаш овој витал на кризи прави да се чувствуваме како се да се случува одеднаш, како 1000 години да се збиени во само еден ден. И токму во вакви моменти на растечка недоверба меѓу луѓето, страф и неизвестност од непознатото, многу наши сограѓани бараат мир, утеха и надеж токму на ова место. За многу страдалници од различни генерации, различни држави и различни идеологии и религии, Бигорскиот манастир представува духовно засолниште од бурите на животот. Поделбите и предрасудите, кои се толку присутни во нашето секојдневие, немаат место во манастирот во кој луѓето се пред се луѓе, независно од нивните лични особености. Ова е место за заздравување на душевните рани и рехабилитација на зависниците. Многу верници, токму во овој манастир, ја враќаат вербата во животот и го зацврстуваат својот духовен идентитет. Овој 1000-годишен подвиг се должи на две нешта. Прво, Бигорскиот манастир не е само материјална, туку и духовна градба, созидана не само од Бигорскиот варовник, туку и од постојаните молитви на генерации на луѓе од верата. Второ, познато е дека оние кои тука поминуваат дел од животот, имаат поразлично сваќање за времето кое за нив е еднакво на вечноста.
За нив, секој еден ден поминат во самооткажување вреди колку 1000 години. Луѓето кои искрено веруваат, полесно го раздвојуваат тривијалното од суштинското, минливото од трајното. Со таквиот свој спокоен став кон животот, тие не се надпреваруваат за успех, за материјални богатства или за моќ над другите. Се чини во тоа е тајната на вековното обстојување на овој манастир, чии што темели се длабоко поставени во срцата и душите на македонскиот народ. Почитувани присутни, денешниот јубилеј не поттикнува да размислуваме колку мудро ги користиме деновите во нашите животи и во што ги вложуваме годините. Дали само во потрага по материјални вредности или за покажување добрина и солидарност кон најблиските и кон сите оние на кои животот им станал претежок. Дали и колку секој од нас придонесува за најважната кауза, за изградбата на слободно општество, на рамноправни и доблесни, во кој ќе се почитува вроденото достоинство на секој човек. Затоа е нужно денес, на почетокот на второто 1000-летие на Бигорскиот манастир, да размислуваме како некоја следна генерација наши потомци ќе ги цени делата на нашата генерација. Се надевам дека ако обстанеме со силна верба и меѓусебна почит, и по 1000 години ќе имаме добрини и вредности кои ќе останат зад нас, за кои ќе се прикажува. Со таа мисла, дозволете ми на сите да ви посакам добро здравје и радост со најблиските, а на свештената Бигорска обител и на отец Партении да им посакам да ја задржат духовната сила и енергија што ја поседуваат, за да ги совладаат сите искушенија на животниот пат кој го имаат избрано. Здравје Боже, да се гледаме само за убави работи. И благодарам.